Веќе во учебниците, во академските изјави, во книгите, а масовно таму кај што до вчера пишувало дека македонците имаат словенско потекло, сега пишува дека македонците се потомци со античките македонци. Земјата. Никој нормално не може да ви каже точно каква е врската помеѓу нас и да речеме Јустинијан. Значи се употребуваат историски факти, се мешаат со легенди, потоа во една пропагандна, но болна, патолошка кујна се претвараат во отров, пропаганден отров за македонскиот народ и се претвараат во бетон. Во идејата на овие згради е да представуваат еден нов кулис, театарски кулис за брза промена на идентитетот на народот. Архитект Мирослав Грчев е познат в Македонија като автор на националното знаме. Преди да стане преподавател в Скопския университет, Грчев създава градоустройствения план на Скопие и е кмет на централната столична община. Само дилетант, само будала може да зборува за македонска култура, македонска историја во предисториско време, во неолит или во палеолит. Тоа во нормални земји би требало да служи како дел од пародии или комедии. Кај нас тие луѓе им даваат микрофони и говорници сериозно да зборат и да го срамат овој народ. Кого в 21 век би му хрумнало да строи в бароков стил? Ето отговора на един от авторите на проекта, архитект Вангел Божиновски. Плоштадот во барокен израз пред најголемата католичка катедрала Свети Петар во Рим е копија на плоштадот во Џараш, изграден од македонски архитекти при походот на Александар III Македонски. Куполите на Свети Иво де ла Сапиенца се всушност копија на архитектурата што ја остава македонизмот кој се вика елинизам во Петра.